Почитувани граѓани, преку пласирање невистини и лажни вести, ВМРО-ДПМН и нивните курири свесно и намерно го подкопуваат процесот за набавка на вакцини. Преку измислени конструкции, Мицкоски се обидува да го деградира здравствениот систем. Владата и Министерството за здравство од самиот почеток ги користат сите механизми за набавка на вакцини од што е можно повеќе производители. Во процесот на набавка на вакцините се е законски и се е регуларно. Првите вакцини веќе се пристигнати и тече вакцинацијата за здравствените работници, а се очекуваат и поголемите количини. Сметаме дека позадината на оваа нервоза во Белиот дворец и параноично штанцање невистини се должи на 3 причини. Серијата порази од граѓаните, внатрепартискиот судир во ВМРО-ДПМН и правдата која е веќе тука. Главен протагонист на овие лажни вести за вакцините покрај Мицкоски е и неговиот Антонио Милошовски, човек осуден и казнет во Германија за кривични дела. Тоа е истиот Милошовски, демантиран од странски амбасади, познат по ширење лажни вести и манипулации, политичар против кого се водат и судски постапки пред македонските судови. Ете тој се обидува да го подкопува здравствениот систем и шири лаги за вакцините. Почитувани граѓани, во текот на целата пандемија од ВМРО-ДПМН слушаме само лажни вести, дезинформации, обструкции, обиди за подкупување на здравствениот систем. Нивните лаги, нивните деструктивни политики се провидни и беа казнети од граѓаните на изборите, а ќе бидат казнети и повторно. Ви благодарам.